Правилникот укажуваше дека цената на нафтените деривати регулаторна комисија за енергетика ја носеше на 2 недели, а потоа можеше да ја менува буквално секој ден. А сега ја носи секој понеделник со пресметка за претходната недела. Зошто токму на почетокот на кризата се смени тој правилник? Значи, кој тука профитира, кој губи? Затоа што мислам дека одговара на компаниите кои што вршат тргување со нафтени деривати во Македонија. И на крајот, јас апсолутно мојот став е и нашиот став е, кога би завршила оваа криза, ќе треба да ги видиме профитните биланси на самите компании кои што директно тргуваат со нафтени деривати во Македонија, заради тоа што претходно говоревме дека има инфлација, дека веќе Народна банка на Македонија презема економски мерки со кои што дефинитивно се обидува да направи стабилизација и одржување стабилност на курсот на денарот. Меѓутоа за тоа повеќе ќе говорат економистите, јас ќе говорам од енергетска гледна точка. Ќе треба точно да се види колкави се профитите на самите компании кои што вршат трговија со нафтени деривати во Македонија од почетокот на кризата до моментот кога ќе заврши, заради тоа што говориме за криза. Кога говориме за криза, целокупното општество, целокупниот општествен систем треба да генерира политики со кои што сите заеднички се справуваме со самата криза. Не може народот да плаќа, компаниите да имаат екстра профити.